Протестот на средношколскиот пленум продолжи и во Велес. Учениците од средните училишта си ги побараа своите права, организирајќи мирен протест, преку кој упатија порака до надлежните институции дека тие се информирани за секоја ново спроведена реформа. Бараат од Министерството за образование и наука да ја тргнат математиката од државната матура, која заедно со мајчиниот и странскиот јазик е задолжителен предмет. Иако сум природно математичко подрачје, сметам дека моите другари кои што го одбрале подрачјето јазични или општествени науки не заслужуваат да полагаат математика на матура затоа што го одбраа подрачјето баш поради тоа да не изучуваат математика. Овој марш е мирен марш, сакаме да испратиме порака само до институциите дека ние сме активни, дека средношколците ги лоцираа проблемите и дека се спремни да направат се за да ги решат. Само сакаме да испратиме порака до институциите како и до пошироката јавност и понатаму да влеземе во преговори, односно да се организираат јавни дискусии, дебати каде што ќе се аргументира ставот на средношколците и ќе може да дојдеме кон некое решение. Средношколците сметаат дека екстерното тестирање и полагањето државна матура нема да го подобри квалитетот во образованието. Непосредно ден пред денешниот протест во Велес можеа да се забележат дискредитирачки плакети за учениците кои се дел од средношколскиот пленум. Името на Кристина, како и имињата на незините соученици Марија и Филип, се наоѓаат токму на плакатите. Тие велат дека никој не може да ги поткопи, едноставно на демократски начин се ги бараат своите права како ученици. Воопшто не забавме никакви пари, никаква сума на пари. Ова го правиме само иницијативно затоа што ние сметаме дека не е во ред да се прават образовни реформи. Ова е само иницијативно на средношколците, нема никаква ниту партија, ниту пленум замешано во ова. Ова го правиме ние затоа што сметаме дека е правилно. И самите кажавте дека моето име беше злоупотребено. Јас немам земено ниту скршен денар за ова што го организирам и нема ни да земам. Зошто го правиш тоа? Затоа што мислам дека некој треба да ги крене сите средношколци на нозе и ето мислам дека тоа можев да бидам јас. На протестот покрај ученици можеа да се забележат и родители кои во целост ги поддржуваат своите деца, велат дека на достоинствен начин се ги бараат своите ученички права. Потполно го поддржувам бидејќи еднината е во нивни раце. Тие се борат само за своји права, не бараат ништо повеќе. Културни, мирни, дисциплинирани. Ако ние не сме сториле нешто за нив, тие самите нека се изборат. Ако утре живеат, ќе живеат затоа што тие така одлучиле. Значи тоа е нивни избор, а сите се доволно зрели на границата од полнолетството, што јас викам дека годините не го прават тоа дали си паметен, полнолетен или малолетен. Супер се деца, мирни се, вако достоинствено. И така треба. Меѓутоа, нека размислат властите. Иако на протестите секојдневно се приклучуваат средношколци од различни градови во Македонија, сепак Министерството за образование и наука не го менува ставот за воведувањето на математиката како задолжителен предмет во државната матура.